Така што, реков, поголем дел од присутните овде дека ме знаат и не би сакал од скромност се разбира да зборувам за себе, а оние што не знаат, ќе ми најдат на Фејсбук, таму ги имаме сега. И сега да кажам нешто јас од моето афористичко творишто. Јас мислам да го оставам за на крај, ама некај мора да го пронедем овде најновата вест што ја добив пред неколку минути. Вели од извори блиски на владата дознаваме дека примената на законот за подобро утре се одлага на неодредено време. Кога метата добро ќе се намести, нема промашување. Откако ќе те товарат, може да те јават како сакаат. Полите амбиции се во постојан конфликт со здравиот разум. Третијќи нас на одредени периоди од нашето минато да фрламе дрвја и камења, ама јас би го поражам следно. Не плугајте на минатото. Политичките ветрови можат да ви ја плеснат плунката в лице. Нема што да до сметка да одам ви во црвено, а и джеповите ми се празни. Не знам зашто, ама пред да го прештавам влезам некој поглед ми се сврти кон колегата Миле. Вели, видно е дека старе не може повеќе 3 пати на ден ни да јаде. Еден политички, додека имаме овци, секој ќе се труди да се наметне како овен предводник. Кога ќе ти пукне филмот, може да се видат секакви сцени. И пак нешто од темата на Милен. Таа е сладка жена. Не е за неговата комшика, за него е друга. Таа е сладка жена. Има шекер во крвта. А сега малку за некој спомна преска, колегата Младиов Маријан од Скопје. Дека одеднаш што се станува опет, така беше? И јас имам овде вако нешто. Вели, геј ориентираните непријатели, не знаеме кога има војни, па после се пуши луле на мирот, а вели геј ориентираните непријатели наместо луле на мирот пушат пура. И сега за вечните односи меѓу мажот и жената, што се треба да направи мажот за жената, за да се чувствува жената како принцеза, мажот честопати мора да прави работи поради кои се чувствува како идиот. Не гукајте постојано дека животот ви е пекол. Немој да дојде ѓаволот по своето. Неговата интимност со власта е на завидно ниво. Тој постојано ја пцуе, а таа не ги вади раците од неговите џебови. И една лекција од историјата, едно време ни учеа дека државата ќе одумре. Поизумре учителите што ни ги држаат тие лекции, а државата се по вампири. Мула без глава е поблага варијанта од човек без пари. Модерните робови немаат синџири ни окови. Врзани се со кредити, а оковани со хипотеки. Каков биолошки феномен? Конј, а блее. Не сега кога точно беше, ама мислам пред нова година, не се прошили на фама дека дојде крајот на светот, апокалипса. Меѓутоа не се случи. И велам, апокалипсата не се случи, ама агонијата на многумина продолжува. И пак нешто за односот, вечниот однос мажи и жени, му се допадна на прв поглед. Му беше верна до последниот ден.
Какви мутанти? Не можеш да ги држиш ниту за рогови, ниту за збора. И сега нещо много по-субтилно. Кога некому му го даваш своето срце, биди внимателен. Може да го повредиш оној кој веќе е внатре. Едно е да си без образование, а друго е да си неписмен. Уште едно ще се навраќаме на оние машко-женски односи. Миневата тема. Некои се соединуваат поради хемија, други се земаат поради математика. Се ми е јасно. Затоа така често ми се стемнува. И на крајот, мојата борбена декларација. Сведоци сме дека во последно време во Македонија се намножија многу борци. По разни основи, некои се борат за правата на одредени национални малцинства, некои се борат за правата на одредена категорија на луѓе, други се борат за правата на животните, трети се борат за правата на потрошувачите, едни се борат за ова, други за она. Во некоја догледна едина да не ме прогласат за дезертер, јас седнав и ја напишав мојата борбена декларација, а таа гласи: прифаќам борба гради само под услов противникот е гол и да му припаѓа на спротивниот.